Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Ти си румуниско поле, бейбе, се засепах цела вечер, јас би полза само преку тебе. Знаеш, например, која интересно е што, сега не знам кај вас дали е така, па свириме со Мизар, публиката е по-готик од членовите на Мизар. Дали вашата публика е по-металска од вас самите? Не знам, дали е точно така се по-хеви од нас, тоа е предизвик. Посебно ако свирите у Србија, бекстејдж има Рощик толка. Пред да се случи трагедијата, никој, еве јас не сум го размислил тоа, сум настапувал во клубови кај што имало -2 спратови доле. Не дај Боже нешто да се случило тамо, исходот се знае што е. Ама сепак од кога се случи ова, јас сакав да прашам колегиве, значи што мислам, нели, што живеат надвор од во Европа, надвор од Македонија, да прашам тоа како се случи, како се хендла, значи како се воспоставуваат, не знам, тие безбедносни стандарди мерки. Они викаат секој месец тебе ти доаѓа контрола да видиш што како зашто. Во ред, ама пак и покрај таа контрола имаше се во Германија два случаја, мислам дека имаше во Германија, кај што едниот за среќа беше тоа како празно диското. Види, оваа случка влијаеше и на сите сектори на индустријата. Секој вработен во фабриката, во канцелариите, само ќе подзастане и ќе се подзаврти да види дали има излез. Значи стануваш свесен, тоа што викаш, ние не сме биле свесни. Идеш цело време во хазардна средина, работиш, не си свесен што се може да се случи и кој ти е излезот од тоа. Нешто со главата у торба влагаш. Мислам дека си човек на кој што вратите му се отворени, дури повеќе од самиот премиер и претседателка на Република Македонија. И тоа ми е навистина драго што останало како така. Дали имињата со кои што работиш покрај Леписол се биле некако органски поврзани со Леписол, например, дали со Џајковски, заради тоа што дали преку Леписол го имаш запознаено Џајковски? Да, тој дојде во бендот, беше и мислам дека прилично значаен удел има во нивниот помодерен звук, не знам, на Какао и така, мислам, тоа беше најкомерцијалниот албум. Потоа он отиде некој време, живееше во Австралија и кога се врати дојде кај мене во канцеларија, му издав фајли 3 албума, направив еден огромен концерт на Скопскиот сајм. Тој период работев со Анастасија, потоа со Вања Лазарова, со Кирил. Бичи све 300 на сат. Увек си имал некој став на суперстар. Тур беше средно школа, тур се среќававме тамо. Па малце си ме иритирал, знаеш. Така, например, беше и со Џоле Максимовски. Доаѓаше на свирки кај што свиревме ние. Стално, значи не гледам у него, али знам дека е тамо. Застанат и вака, не збори со никого и само слушам. Абе, вака ми врие, знаеш. И ти ќе пројдеше у музичко, она кони шпански гробишта. Ете, тие таквите, знаеш, после станаа луѓе кои што стварно им се восхитува. Али слушај, тоа и за Џоле Максимовски, и за мене, кога ќе си ме видел озбилни со руките прекрстени, веруј ми дека, знаеш, и на журки која сме луѓе ќе ме видат таков од страна дека седам и они мислат дека нешто сум ја, знаеш, намќор.
А ја уствари у себе внатре се забавljam. Журката е иста така, пичи све 300 на сат. Само што изгледам озбилно, ме разбираш, али тоа само изгледа, површно, сакам да кажам. Знаеш, се журкаме од внатре. Една средина како Македонија, каде што многу тешко се живее само од музиката, неопходно е пред се да си човек, ако си човек имаш и добри луѓе околу себе, кои што те разбираат и кои што не би гледале се преку чекот, затоа тој кредибилитет многу важен за да можеш да ангажираш повеќе луѓе кои што нема да биде нема да се замараат клучно, со хонорарот. хонорарот или така баш како и претходно што кажав за музиката, така и кругот на луѓе. Полека ги правиш оние што се најискрени, што на вистина те почитуваат, остануваат, секогаш се тукан за тебе и за било каков проект. Значи имам круг на луѓе, на музичари, било кое време да ги повикам во студио, ќе дојдат и нема тука прашување зошто или за кој снимаме или за што работиме. Така да и тоа е пак Една пеачка од Битола, височка, убава. Може да ја знаеш, може да не ја знаеш. Така Ќе да. видиме нешто, Ќе ќе видиме крстиме што ќе нешто. излези. Да, нешто. Можда македонско девојче, нешто Да. така. Ќе видиме. Што да? Што да е, да. Како стапи во контакт со Каролина? По битолска база или? А сите тоа ме прашува дали по битолска база, ама И конечно добро се најдовме, ти кажам, многу ми е кејф и Шо да гукнеме? Има муаве. да, има апсолутно. Доживувања. Се и се што сме поминале за овие 30 До- и кусур години, да ти кажам. До наши маки кажувања тука на Шангчево Бар по ние цела се- ноќ. Да, бар така Луѓето што- мислат дека животот ни е лесен, а Да, ние само еден со друг можеме да си поделиме некои работи, да ни олесни душичката. така, у суштина тешка е нашата игра, таа е. Да. Да. Знаеш, кај музиката, например, ако напишеш нешто кај што можеш малце да откачиш, луѓето почиња да мислат, ово е ваков. Па чекај, викам, ако може еден режисер театарски да изрежира силување, убиство, не викаат за режисеров убиеце, силувач и така натака, мораш да си приуштиш да си под лупата на тој суд. Меѓутоа мораш да откачиш некогаш. Иначе, ако не си го дозволиш тоа откачување, мислам дека и џабе си се фатил со уметноста. Пред да се случи трагедијата, никој, еве јас не сум го размислувал тоа, сум настапувал во клубови кај што имало -2 спратови доле. Не дај Боже нешто да се случило тамо, исходот се знае што е. Ама сепак од кога се случи ова, јас сакав да прашам колегиве, значи што мислам, нели, што живеат надвор од во Европа, надвор од Македонија, да прашам тоа како се случи, како се хендла, значи како се воспоставуваат, не знам, тие безбедносни стандарди мерки. Они викаат секој месец тебе ти доаѓа контрола да видиш што како зашто. Во ред, ама пак и покрај таа контрола имаше се во Германија два случаја, мислам дека имаше во Германија, кај што едниот за среќа беше тоа како празно диското и Види, оваа случка влијаеше и на во сите сектори на индустријата. Секој вработен во фабриката, во канцелариите, само ќе подзастане и ќе се подзаврти да види дали има излез. Значи стануваш свесен, тоа што викаш, ние не сме биле свесни. Идеш цело време во хазардна средина, работиш, не си свесен што се може да се случи и кој ти е излезот од тоа. нешто со главата у торба влагаш. Што мислиш сега доколку би се појавил еден бенд од такви четворица ѕверови во Македонија, млади момци, ете на иста возраст како нив, дали би имал шанса за еден успех таков или сега поинакви се патиштата? Па не верувам дека се поинакви патиштата кога се работи за таков исклучителен квалитет како што беа тие четворица. Мислам дека тука нема дилема дека ќе успеат. Да. Можеби не по истиот пат по кој тоа го направија Леви Сол, но верувам дека по некакви други канали ќе стигнат до тамо кај што треба. Знаеш, кога имаш врвен квалитет, кога имаш врвни музичари или пејачи без разлика, тоа не може да остане така. Мислам, зошто Тоше не остана анонимен? Мислам, кога е некој исклучителен талент или квалитет, тука нема шанси тоа да остане непознат. Да, секој што ќе го види, свесен е дека посведочува на нешто така и ти си исклучително. свесен дека има нешто, дека е тоа божествено во неговиот глас, во неговото свирење и дека
тоа долго по тоа го памтиш или барем го во твојата меморија останува како еден и единствен. Ова е можеби 10-та постава. Сега. Бодин, Сега се Бодин, Филип, они се браќа, сите попови. Бодин, Филип и Гордон. тројцата. Тројца браќа, да. Јако. Ај сега да се ќе се надоврзам на Муабетов. Кога беше Дики Тавитјан тука, го прашав Дики, ти си човек што секој може да сонува да го има у бенд за клавиатуриста, а не те гледам по бендовиве. Што е фора? Јас сега тебе ќе те прашам обратното. Како може 10 постави, а да не видам твој брат у ни една постава? Значи ни Ачек, Не бе, Ај, Ачек, Кирил, ќе Ачек каже. на првиот албум свирал у една-две ствари, па и една-две па и- постава. да, а постава, па не биле они заинтересирани вработени луѓе бе, човече. Не можеш да го влечкаш по проби да му кажеш нема да доаѓа направо. Тие маки ве поврзуваат меѓу вас, екипата. Да. Ако е се лесно, ќе дојдеме, ќе снимиме, чао, Да. плати Да. и чао, пријатно. Потта, оддаденоста, сите маки, иако биле мизан сцена, Да. секогаш се гледаат, се чувствуваат во Да. производот. Така. Колку си се вложил, колку искрено си се вложил, и секој што бил дел од целата. Колку и да работа. мислиме режисерот- дека тоа никој не го знае, Да. тоа стои како информација, како некоја метадата во производот. Да. И тоа едноставно е со таков набој на енергија што не може да биде избегнат, не може да биде тргнат на страна. Така е. Кој ќе го види, станува свесен дека добива нешто што некој го направил Се онака чувствува. темелно. И затоа викам јас секогаш кога се работи нешто, мој принцип од секогаш, уште од факултетските денови кога учев композиција и така натаму, секогаш ми викаја и професорите и како животна лекција, кога и шо и да правиш, дај 100% од себе и повеќе, тоа во моментот што го знаеш. Значи не се штеди, не нешто да направиш само колку да направиш, па мислиш дека некој си зафркнал или си поминал со полесно? Апсолутно. Дај се 100%, затоа што тоа останува. Пред 20 години си ги заборил маките така или колку си се вложил, ама го слушаш производот и си среќен пошто знаеш дека си се вложил 100%. Сега некогаш ќе дојде некоја работа, не можеш докрај да се посветиш. Јас секогаш викам, не бараме од животот да е лесен, бараме да е содржаен. Така е, баш. Ти ме упозна со Дарко Димитров Точно. и со Дарко правевме еден албум кој што беше наменет за Емин Џијан да го пее. Тоа беше период кога Октавијан се уште функционираше збора, ма он беше исто, па не знам, беше и подолг период во Октавијан остана, се сеќавам. Таа прича пропадна со Емин Џијан и ти го направи нокаут кај што си ги повлече Францо да аперитив и Ацо Конга од Да, Виктор Викторија. Виктор Викторија. Тоа Ацо Конга, во суштина и се запозна во Джез Кафич беше тоа, кај што излегувавме цела музичка фела таму, Так, од музичко и од факултет, Од тие и од 10 средно, квадрата сите бевме. и диригенти, и чистачките доаѓа. Не се шлепаат на стара слава. Ќе вадам еден албум нов, ова прв пат кај тебе, сега кажувам, ни ме прашање ништо, јас ја кажувам, ќе го Куцај. вадам на плоча. Ги ценам сите ствари позади, но викам дај бе нешто напред. Снимив нов албум, имам уште 2 песни да ги доправам. Ќе вадам нов албум ексклузивно на плоча, така да само таму, пошто Почитувам кога луѓе со стварно позади себе кариера не се шлепаат на стара слава. Време е за новото издание на хитмейкер Топ листата. На 10-то место е Fiction со песната Булевар. Neka
На 9-то место е Санила со песната Те имам само тебе. Не би сакала да зборат ништо за нас. Љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога в душо ти си среќен. Тогаш среќна сум и јас, биди покрај мене. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Биди добар да ни насмевка на лице. Друго не е важно, знај, јас те сакам тебе. Со годините барав, знаев ке те најдам. Осеќам во градиве, љубовта ке трае. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Љубов не е детска игра. Дојди, биди крај мене, опушти се и љуби. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. На 8-та позиција е Горки со песната Љубовен трамвај. Еден допир е сосем доволен, да знам ништо минуваш. Сите зборови ќе се залудни, ако поглед не каже. Јас ти, ништо освен нас, ништо знај не постои. До крај, љубовен трамвај, патуваме до последна, знај. Страсти мириси, под кожа влезени, океанот копнежи. Сите погледи ке се залудни, ако збор се изусти. Јас ти,
седмото место се My Tear со песната Сонцето грее само над облаците. Кога тивки ми се мислите, не го гледам градот. Кога тивки не се мислите, нема никој на площадот. Сонцето грее само над облаците. На шестото место се наоѓа Елф со песната Веруваш или не. Дали сум човек, сум духовно искуство или сум душа во тело. Morаш да отфрлиш
На петото место оваа недела се наоѓаат Ата со песната Тумба Дивина. Paraš, tumbara que najde, ono što paraš, tumbara que najde, što que najde, que očajuva, što que najde, que očajuva. Трца до егри копје гребале, царото го дигале, само вили пишале, само вили пишале, само вили пишале. Билата моца, моцата солца, солцата овца, овцата јавне, камето на водо, од мене кожинче, кожинчето за крпачот, крпачот мене чепли, чепли да забава, баба мене купале, купале то за крпачот, крпот ми е момба, ке ми седи дома, ке ми вари каша, со малата маша. Соочај го ставив под нозе, го фатив за узда, со него царувам. Земав ја соочај го ставив под нозе, го фатив за узда, со него царувам. Тумба, тумба, дивина, јавна конја пауна, трча, трча до егри, егри копје гребале, царото го дигале, само вили пишале, само вили пишале, само вили пишале. Билата моца, моцата солца, солцата овца, овцата јавне, камето на водо, од мене кожинче, кожинчето за крпачот, крпачот мене чепли, чепли да забава, баба мене купале, купале то за крпот, крпот ми е момба, ке ми седи дома, ке ми вари каша, со малата маша. Vilata morca, morcata solca, vilata morca, morcata solca, vilata morca, morcata solca. Четвртото место се наоѓа Јован Јован со песната Наупаку и терсене. Понека тешко станувам и баш налева стапнувам, погрешка паста готувам, забеја традарам и одма врв се скинувам, за куќ стан пребарувам, у лифтја се заглавувам, забеја традарам, што не е во ред, дали
нос, петка пропуштам и мајка шајка спомнувам. Забеја тарадам, за автобусо капувам, си знам, пак ќе задознам, у него ќе се задушам. Забеја тарадам, што не е во ред, дали јас или луде цел свет, се чини дека денов е наопакујте се не, наопакујте се не, наопакујте се не, се чини дека денов е наопакујте се не. Што не е во ред, дали јас или луде цел свет, се чини дека денов е наопакујте се не, наопакујте се не, наопакујте се не, се чини дека денов е наопакујте се не. На третото место оваа недела е Коска со песната Денот. Mostrar
второто место се Конспираси со песната Прогонува. Фрлен во тебе поглед, далеку повикува некое чувство, облак од мисли опива ум, засенето него. Ковнеш душа јаде, од немир нема каде, вечно одбиван, никогаш дослушан, во мисли влезен, не размислуван. Нема рај, гори, гори, нема крај, надеж бегаш, толи сега, чудна појава прогонува. Гласен звук наближува, проклета илузија, отрекнува војска, војуваат мисли, вечна е борба изгубена. Нема рај, гори, гори, нема крај, нема рај, гори, гори, нема крај, надеж бегаш, толи сега, чудна појава прогонува. Како предлог за оваа недела на Хитмејкер го најавувам Максимовски Юнајтед со песната Холимуд.
дали вашата музика е вашиот контакт со нешто возвишено? Апсолутно да. Преку нејзе ние пробуваме да пренесеме некои убави моменти, љубов, разбирање, среќа. Дали бас гитарата и музиката ги остварија вашите соништа од детството? Секако да, и можем да кажем дека уште живеам во тие соништа. Оваа недела на Хитмейкер топ листата на прво место се наоѓаат Пепел со песната 4 погони.